Кабелот е причината поради која речиси 4 години не може да се пушти во употреба новиот дел на Општата болница во Струмица, најсовремен објект во јавното здравство во Северна Македонија и можен регионален центар за околу 200.000 пациенти од југоисточниот крај на државата. Зградата е завршена во 2021 година. Од тогаш стои празна. Во ходниците нема лекари, ниту пациенти. Ова е хируршка сала во новата Општа болница во Струмица. Или, барем треба да биде. Објектот е готов, дел од опремата е инсталирана, но 4 години се стои неупотребливо поради проблеми со кабелот. Во болницата не може да се приклучи струја, затоа не се пушта во употреба. Последната информација што ја знам е дека имаше еден проблем со трафостаницата, кој што е саниран од страна на Евана, и вториот проблем е кабел кој што бил во проектниот план зацртан од еден тип, бакарен кабел, меѓутоа изведувачот не постапил по проектната задача, па имало друг набавен кабел. Изведувач на работите е фирмата Едилха. Оттаму велат дека можат кабелот да го постават за 10 до 15 дена, ако претходно се реши проблемот со трафостаницата. Требало да има 2 трафостаници, и за стариот и за новиот дел. Сега има една и за двата објекти. Во време короната имаше криза за кабел и ние не можехме да го набавиме бакарниот кабел. Набавивме алуминиумски, за да се направи технички прием, испитување и после ние имаме подпишено меница и договор дека од после ќе се постави и бакарниот кабел. Тендерот и трафостаницата беа закаснати со 2 години. Ние бевме на увид, трафостаницата во Струмица се полни со вода. Инаку, болницата почнала да се гради уште во 80-тите години на минатиот век со само придонес од жителите. Струмичани веќе не ни паметат кога било тоа. Тоа е многу одамна. Година не се сеќаваме ги тоа, многу одамна. Може да има најмалку 10 години. А и повеќе може има. По 4 децении тргни застани со изградбата, објектот конечно бил завршен во април 2021 година. Имаме една модерна европска совршено направена болница. Единствено каде ќе имаме потреба од поддршка од Министерството и Фондот за здравство е набавување на дел од медицинската и немедицинската опрема, која што ќе биде неопходна за пуштање на употреба на новиот крак. Новата болница има 4 ката распослани на 6000 квадратни метри. Средена е како приватните болници, со централен довод на кислород, електрични кревети за пациенти, нови душеци, посебен тоалет со туш за секоја соба, лифтови. Тука треба да се сместат ургентен центар и хируршките гранки. Планот е прво да се преселат гинекологија и акушерство и хирургија, можеби следната година, ако се исполнат очекувањата на раководството на болницата. Во стариот објект би останала конзервативната медицина. Во истиот круг би се нашло место и за неврологија, психијатрија, офталмологија, кои сега се расфрлани на различни места во градот. Струмичани не ја губат надежта дека ќе дочекаат да се лекуваат во нова болница. Секош ние сме у позитивна смисла да веруваме, но среќни ќе бидеме јутре да почне. Зашто идеме за Скопје, тука сме овде ние. Би требало да доби. Ние се надеваме струмичани стално. Струмиче заслужува секако нешто повеќе, за тоа што е големо подрачје, многу жители. Да се иде стално за Скопје не е добро. Изградбата на болницата чинела 4,5 милиони евра. Проценките се дека се потребни уште најмалку 1,5 милиони евра за да се набави медицинската опрема.